редовната рубрика Здрав живот, во која секако, за жал, речиси 2 години, една од најактуелните теми на која што говориме е состојбата со пандемијата од COVID-19. Брзото ширење на Омикрон сојот ги дигна на нос сите релевантни чинители во образовниот процес, кои што одлучија 1 февруари да биде денот на почетокот на второто полугодие во оваа училишна година, како би се спречило ширењето на Омикрон сојот во образовните институции. На што треба да се внимава кога станува збор за децата? Со каква здравствена слика се носат децата заразени со COVID-19 во здравствените установи, каков е процесот на третман и лекување на заразените деца, се само дел од темите кои ова утро ги отвараме со специјалист педијатар, доктор Ангел Чандоновски. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Темата ни се децата, но првото прашање е поврзано со генералната слика и податоците кои што вчера чи нам пристигна од Институтот за јавно здравје и помалку искрено ме исплашија. Над 100 лица починале од COVID-19 во изминативе 7 дена, ова се само дел од податоците. Знаеме дека Омикрон сојот е позаразна варијанта. Исто така слушавме низ информации дека дел од граѓаните го поминуваат со полесна клиничка слика. Но искрено, оваа бројка од 100 лица починати за 7 дена ме загрижи. Која е причината, доктора, за толку големата смртност? Први да кажеме дека бројките веќе растат, повеќе и поголеми ќе стануваат уште еден извесен период, бидејќи ние очекуваме и сме веќе во одреден пик, но очекуваме дека бројките нема да стоят тука. Мислам дека и оние тестови кои што се прават во Институтот за јавно здравје, Центарот за јавно здравје и по институциите кои што може секаде да побараме, дека тоа не се токму точните бројки, бидејќи има доста луѓе кои што се тестираат и во домашни услови. Смртноста ќе ја оставиме и ќе ја нотираме овој пат само на еден многу битен момент, дека ние сме една од понездравите нации кои што навистина не внимаваат на своето здравје, но и коморбидитетноста која што е во огромен и екстремен период. Можам да кажам дека навистина сето она што го согледуваме и што се дискутира, да, треба се вклучи многу поширока група на експерти во целава ситуација. Видовме дека се е веќе пробано во целиот свет со во врска со Омикронот и дека навистина бројките негде се уште попоразителни за разлика од кај нас. Можам да кажам дека сите оние теории на некој вид на укажување во врска со одредени завери, така натаму веќе сето тоа падна у вода. Омикронот е еден агресивен тип на вирус кој што го зафати целиот свет, не само нас. Ги направи и огромните бројки и огромните проценти да бидат уште поголеми, но со еден битен момент, а тоа е дека и покрај неговата агресивност, Омикронот не коси толку животи како што би можело да коси на толку заразени и дека имаме дури за многу проценти подолу падната и смртност за разлика од Делта сојот. Доминантен е сега веќе овој сој на Омикрон и можам само како да знаат и гледачите и сите што не гледат и следат во овој момент, дека дури 54 подтипа на Омикрон се појавени секаде низ светот и се веќе истражуваат, меѓу кои оној стелт кој што поминува баш буквално со асимптоматска слика и така натаму и така. Читав вчера неколку изјави на епидемиолози кои што ја анализираат моменталната состојба и велат важен фактор кој што се однесува на смртноста е немањето протоколи за лекување, состојбата на пациентите, начинот на кој што е организиран здравствениот систем и превентивните мерки кои што би требале да бидат позаострени. Така, се сложувам во голем дел со целава констатација што е од и сметам и од општата и широката јавност која што го следи будно секој чекор. Ќе кажам дека протоколите беа воспоставени што самиот старт, но сметам дека протоколите требаат и се подложни на менување. Не само кај нас, подложни се секаде на изменување и само се донесуваат некои нови, но тоа треба да се работи на дневно ниво. Ние во моментот не работиме постојано на дневно ниво, можам да кажам, дури и собирањето на комисијата е као очекуваме се дека ќе ги колектираме информациите од другите држави околу нас или во светот. Јас ќе кажам дека тотално сме сите различити, дека сите држави на некој начин имаат своја
посебна патологија на која што треба да се обрне внимание и да се донесат нови протоколи во лекување. Да, сега се лекува, но се лекува симптоматски, се бележат симптомите. Да знаеме, оптовареноста на болниците веќе не е толкава како што беше порано. Можам да кажам дека може да се очекува дека треба да бидат вклучени доста стручни лица повторно во работењето и комисиското и на кризниот штаб и така натаму, само со цел да ова агресија некако ја поминеме многу полесно, иако трае. На почетокот на денешното издание на Македонија наутро во ковид блокот, во кој што генерално ја објавуваме дневната статистика, загрижувачки податок здравствените власти велат е тој што изминатиот период расте бројот на децата заразени со омикрон стои. Кои се оние симптоми кои што децата ги пројавуваат ево од искуството како педијатар? Ајде вака, ќе кажам дека веќе сите симптоми се измешани. Буквално има омикрон сојот е буквално комбинација на сите досегашни соеви, плюс на крајот ни дојде инфлуенцата како еден вид комбинација, па испаднавме дека имаме и флурона кај нас и така натаму и така натаму. Симптомите може да бидат секакви. Симптомите може да бидат од општа настинка, ако мислиме дека е настинка, течење на нос до друго, дури да се на тесто да бидат позитивни. Немаме веќе да кажеме еден баш онака битен момент, освен сувата иритантна кашлица, која што на некој начин викаме дека од грло, и баш у периодот кога немаме толку алергии. Имаме алергија од загадениот воздух, да се разбереме, кој што навистина е презагаден, можам да кажам, но сепак се познава тој факт и момент дека детето нешто му недостасува. И она температура која што не е многу висока, туку е 37 со 2 со 4 така почнува. Се понатаму како се менува клиничката слика и дали тој вирус ќе го ослабне организмот и ќе доведе до усложнување, односно до појава на некоја бактерија и така натаму, ќе ни ги даде другите параметри, односно другата слика која што секој треба да ја следиме, можеби клинички. Што вели работното искуство и изминативе 3 недели? Расте ли бројот на дечиња кои што се носат на преглед и која е возраста, да речеме, на деца кои што се носат на преглед заразени со ковид? Расте, веќе нема ни возраста, не ја ни бележиме, зашто имаме од 0 до 16-18 годишна возраст и така натаму, буквално сите се заразуваат. На кој факт непобитен ќе го фатиме тоа и ќе го кажеме, да, децата моментално се на распуси, нели, до први брзо ќе дојде. Мислам и сметам дека нашата одговорност од страна како родители на овие деца и нашето непочитување на сите овие мерки кои што ги имаме зададено, не само ние и целиот свет, не се почитува, дури се покажа дека вектор на пренос овој пат на заразата се возрастните, а не децата. Знаеме што ни се случи во периодот на предновогодишните празници, новогодишните божити и така натаму, каде што навистина можам да кажам дека непочитувањето го донесе да тој бран се пикира понатаму. Каква е најчесто клиничката слика на децата заразени со омикрон? Значи, освен она што го наведов како температура која што се јавува, таа е блага температура 37 со 2 со 4 и така натаму до 37 со 6. Имаме една иритантна кашлица, имаме појава на одреден тип на обструкција, ако не. Еден многу непобитен факт и битен за родителите што треба да го знаат е навремено реагирање кога ќе станува збор за едно дете заразено со ковид. Не да ги носиме после 10 дена домашен третман или третманото, него веднаш да видиме ако станува збор за ковид дека тоа дете заслужува нови правење на нови истражувања микробиолошки и така натаму за да се утврди точниот предизвикувач кој што може да проградира. Само така може да ги успееме да ги додржи. Иначе многу кратко трае, значи 5 до 7 дена е максималниот период на заразеност на едно дете. Го споменавте третманот и тоа е нешто за што најмногу дискусии се развиваат, особено помеѓу нас граѓаните кои што многу често на своја рака сме доктори. Во однос на третманот на децата, како се поминува? Велите релативно кратко трае. Како и со што се поминува во однос на третманот? Вака, почесто говориме и треба да говориме дека и сум доста учествувал во многу емисии, моите пишани делови кај што сум кажал дека основната работа е врз имунитетот на секој организам, поготово на детскиот организам. Зашто? Сега во овој период кога ние сме на некој начин, децата ни се затворени во наводници во стаклено звоно, знаеме дека и имунитетот неправилно се развива. Тоест, затварајќи го во едно стаклено звоно, не можеме да ги затвориме, но затварајќи ги, ние ги побиваме сите оние непобитни тригер фактори кои што би ни изреагирали, би го направиле тој организам поупорен и поотпорен. Терапијата се прилагодува симптоматски кај секое дете.
конкретно кога станува збор за болеста со COVID. Зашто? Знаеме дека некои деца се склони кон развивање на пневмонии, обструкции, дури проблематични пациенти се одние со астмата и така натаму и така натаму. У неколку наврати сум рекол дека треба посебно внимание да се обрне на деца кои што се имунодефициенти, на деца кои што се со кардиоваскуларни проблеми, диабетот, онколошките заболувања, хематолошките заболувања, системски заболувања. Таму треба посебен акцент да се обрне кој ќе дое како податок родителот да го каже за своето дете. Бидејќи навистина треба да се осврнеме кон таа точка и таа точка да не биде водилја во делот на третманот на деца. Третманот е многу полесен кај децата, но знаеме дека е нормално со накалемување, односно ослабнување на имунолошкиот систем од страна на самиот вирус, допринесува да дое до развивање на некои други бактериолошки процеси кои што ќе усложнат целата ситуација. И директорите на многу здравствени установи во текот на вчерашниот ден дава изјави дека расте бројот на хоспитализации на ниво на територија на цела држава. Меѓу другото, расте бројот на хоспитализации за жал и во Козле. Оно што мене ме интересира е повторно од работното искуство. Која е причината поради која што одредени дичиња завршуваат со потешка клиничка слика? Значи, ајде вака, да, би се сложил дека расте бројот на луѓето кои што побаруваат помош во хоспиталните, во болниците и во хоспиталниот дел за третмани и така натаму, но се уште системот не е оптоварен и нема да биде оптоварен, токму поради сликата која што е дава омикронот, доста е полесна, се поминува во домашни услови и така натаму. Кај дечињата кои што го бараат третманот во болницата, реков дека проблем е коморбидитетноста и усложнувањето на болест. Зашто? Чувањето во домашни услови, кога ќе дојде веќе дека детето гори од температура, дојде до еден појава на дехидрација и така натаму и така натаму. Ние што направивме? Многу направивме еден превид дека требаше уште со време имунолозите поготово кои што велеа дека потребно е тестирање на децата и да се направи еден импакт фактор да утврдиме колку е присутно меѓу нив, не се направи сето тоа и беа со различити ставови имунолозите кај нас, значи еднаш кај еден став, па потоа подоцна друг став и мислам дека се изгуби тука и трката со самата ковид криза. Децата навистина ќе доаѓаат во болница, ќе се проверат, но тоа е во нивна корист, само и само да го избегнеме фактот дека можат да ги направат сите компликации кои што по можност може да ги донесе самиот вирус, кој што како вирус знаеме дека го слабнува организмот. Споменат во најавата, за да се спречи ширењето на омикронот, се продолжи зимскиот распуст до 1 февруари. Меѓу другото, препораката беше дека, иако децата ќе имаат повеќе време за одмор, да не се искористи времето за дружби и социјализација, како би можело навистина да се спречи ширењето на вирусот. Го ставам акцентот во овој момент, морам да го кажам пред сите, дека најбитна е нашата култура и нашата свесност. Значи, тоа што останаа децата, поготово повозрастните, што останаа доми сега, тоа е период и фаза на излегување, навистина треба да дојде и како една нова културна придобивка, дека знаеме дека сакајќи да го спречиме вирусот, не треба да имаме мешање. Значи, сите досегашни протоколи, не само кај нас, секаде во светот, дали е тоа носењето на маска, држењето на дистанца, одржување на хигиена, не мешањето и така натаму, треба токму во овој период кога веќе на некој начин, навидум, гледаме дека можеби омикронот ќе биде и последната крачка пред да се заврши кризата со ковид епидемијата, пандемијата. У овој случај, нели, да се воведеме во една фаза на нормалност. Како? Веќе ако имаме огромен број на веќе прележани, на реинфекцирани, на вакцинирани и така натаму, статистиките знаеме што ни покажува дека и кај нас и процентот во почетокот беше многу низок на вакцинација, сега веќе е малце повисок и така натаму. Не смееме да ги оставиме новите придобивки, треба да го дисперзираме своето мислење, тоест културното мислење на своите деца, дека навистина треба да се придржуваат кон сите овие мерки кои што се предвидени за заштита од самата болест. На 1 февруари почнува второто полугодие, но пикот се очекува исто така од овој бран на почетокот на февруари. Кажав сега? Во самиот старт на нашата дискусија дека ние и сега сме во еден пик, значи таа бројка од, јас ќе кажам искриени дека се 3 и нешто, зашто дома прават по 3.500. Математичката проградација, ако гледаме дека ние за 10 дена веќе имаме 50, 60, 70.000 заразени, да кажем на некој начин, веќе идеме и тежнееме кон еден колективен имунолошки момент.
одењето на децата се уште ќе биде дискутирано ако воопшто не ни продолжи овој тренд над пик да имаме во врска со ова, сметам дека треба да биде правилно дискутирано. Не е решение, пак повторно ќе речем, и нивното седење дома, но во оваа фаза, кога имаме огромно ширење и брз агресивен вирус, треба да ги заштитиме токму нив. Не само поради непобитниот фактор дека нивното здравје, тие се иднината и ни се најбитни на нас, но еден многу битен момент, не знаеме што се последиците кои што ги носи овој вирус, омикронот, по нивното здравје. Што подоцна? Значи, до сега на вистина никој не се зазема да направи некои наши собствени истражувања, се базираме на истражувања кои што се од надворешната средина, односно од светот и така натаму. Не викам дека не се точни, но сепак знаеме дека доста излегува и некои контрадикторни неримерења. Сметам дека треба да се продолжи со овој тренд, дека носењето на маската и така натаму, иако во еден период спомнав дека не е решение ни отворени прозори во училницата, а камоли носење на маската, нели онаму кај што има деца кои што дури и неправилно ја носат маската, но сепак носењето на маска. Не смееме да избрзуваме со донесување на никакви такви нови решенија. А во однос на вакцинацијата на децата, тоа е една од темите за која што се води многу жестока полемика помеѓу родителите. Апсолутно. Државата набави секако дози за децата? Апсолутно кажав дека ние како подрачи и секоја држава на свој начин и народ се различни. Дека ние веќе имаме во светот вакцина која што е као признаена за деца над 5 годишна возраст и така натаму. Дека имунизацијата ќе дојде и ќе се практикува, сигурно дека ќе дојде и ќе се практикува. Но пак повторно само ќе се навратам дека ние не смееме да избрзам. Секој организам детски е на некој начин специфичен. Пред да биде било дете вакцинирано и сега со било каква вакцина, навистина треба да биде проверено да нема некој фактор, односно некој тригер кој што би направил уште поголема компликација за разлика да биде вакциниран. Нормално, навраќајќи си, знаејќи дека комплетно нивната клиничка слика и патека во врска со ковидот е навистина минорна. Значи, немаме такви компликации како што имаме кај возрастните луѓе. Затоа, велам дека не е време да се дискутира се уште некои големи држави, не ни дискутираат на тема вакцинација кај децата се уште. Зашто? Затоа зашто чека да ги видат сите моменти кои што навистина ќе се наредат во еден во тој мозаик, дека навистина просторот и векторот на заразата се децата. Но ние видовме дека векторот на заразата се возрастните, не се децата. Ние им донесуваме на децата, нели, ковидот во домашни услови и така натаму, а не тие на нас обрат. Така да, навистина сметам дека многу внимателни треба да бидеме кога ќе стане зборот за имунизација кај децата. Многу светски епидемиолози кога почна приказнава со омикрон, сојот кажаа дека омикронот е почетокот на крајот на пандемијата. Тука се огласи на истава тема и Светската здравствена организација, го потврди тоа, па да новиве се предомисли и кажа дека може да имаме уште многу подсоеви за кои ќе дискутираме, но ме интересира вашиот став на оваа тема. Се гледа ли конечно крајот, доктора? Доста дискутирана тема и сметам дека многу пати реков дека ние веќе се доведуваме во фаза на колективен имунитет, кој што навистина како мала држава можеме и го постигнавме на некој начин. Со бројот на резаразени, вакцинирани, прележани и така натаму, се доведоме веќе во фаза да кажеме дека треба да размислуваме за враќање во една нормалност. Нашата држава не е голема држава, немаме ние 10 милиони населени, имаме милиони 700 и така натаму. Веќе знаеме дека омикронот косеше живот и дека најслабите на некој начин си ја заврши својата работа во тој дел, иако бевме свесни, но ќе кажам еден непобитен факт. Ако 1908 година се појави шпанскиот грип, и тој ден денеска е реалност, и е една нормалност, истото ќе биде, истото ќе се случува и со овој тип, иако реков дека последиците се многу битни, кои што не знаеме какви последици предизвикува омикронот. И затоа е таа, на некој начин да кажам, предострожност и се уште алармот е вклучен, не е оставено сето тоа така да биде, токму поради неговата експанзивност и неговата агресивност. Ќе помине еден извесен период, ќе ги видиме последиците за краток период, сметам дека на волкави бројки сето тоа ќе даде или некаков си импакт или некаков си резултат од сето тоа истражување кој што треба и ние самите да си го спроведеме и да утврдиме.
Да, сметам дека кај нас се надзира крајот и дека после омикронот ќе има можеби некои нови мутации, на тоа веќе ќе биде еден вид на нормалност. Благодарам за советите и искуствата кои ги пренесовме на гледачите. Се надевам добре дојдени за многу родители ова утро. Благодарам, докторе. Ви благодарам на поканата. Сметам дека и вие како медиуми сте тие кои што навистина треба да ја шират вистинската информација. Она на кое што апелирам и повторно само ќе се наврат е да не се избрзува со одредени мерки. Дали е тоа од страна на Комисијата за заразни болести, дали е тоа од страна од кризниот штаб, но овој пат од народот. Значи не смееме да дозволиме како граѓани да ги заборавиме сите мерки до сега и да кажеме се пуштаме во некоја си нова реалност која што не ни треба носење на маски, не треба дистанци и така на. Не, треба малку да повнимаваме за да не ги носиме маските, за да веќе се внесе во нова нормалност и нормално да не се шири она, како да кажеме, оној страв претеран, онаа паника, пошто навистина нема место за паника, нити има место за страв. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам.